дека има 5, кликаме на опцијата и кликаме на корпичката, така да ќе го избрише тој дел. Ни останува 3 горе, запишуваме, например, машки, женски, среден. И долу можеме да додадеме уште повеќе, кликаме на плюсчето, рековме, за да додадеме повеќе. И можеме да поставиме било какви имиња. Например, маса, клупа, стол, човек, што друго може, компјутер. И тие би можеле, би имале опција за да ги споредат и да селектираат споредба помеѓу едното поле, левата страна со некој од горните опции. Значи тие би селектирало и би можеле само едно од нив да се селектираат. Например, маса, женски род, клупа, исто така женски род и така натаму. И би ни поставили исто така поенчиња тога. Да видиме уште некоја опција која што може да ја користите. Кликаме на Add New. Со кликање на стрелката долу, гледаме дека има опција File Upload. Можеме да разгледаме, да видиме во случајот со математика дали би ни послужило, односно подигнување на файл. Да, гледаме дека веднаш пишува, доколку креираме ваква опција, нов фолдер би се креирал во OneDrive, односно во нашиот слободен простор. И тоа што ќе ни го испрати ученикот ќе пристигнува таму. Чи може би и не е некоја добра опција за да се користи, но еве во тој случај би послужила. Кога ќе кликнеме ОК, на известувањето ќе не одведе до поставување на прашањето. И тука може текстуален дел и доколку се однесува за математика, може да се постави тој скриншот, например со точната формула. И во прашањето може да се објасни што да се направи. Значи, дека имаат задача учениците да постават исто така скриншот или фотографија со одговорот. И можете да изберете колку фајлови би можеле да ви испратат, 1, 2, 3, значи може да биде една фотографија, 2, 3 и така натаму, и колку е лимитот на фотографиите. Ова ќе ви препорачам да им оставите на 10 мегабајти, бидејќи тоа е многу простор, една фотографија или скриншот од прилика 5-3 мегабајти зафаќа, така да може да остане на 10. Значи, можете, еве, за математика, доколку би го олеснило тој процес, да запишете овде во текстуалниот дел некоја кратка инструкција и овде да си поставите скриншот од формулата и тие да ви вратат со фотографија или скриншот од одговорот. Дали би функционирало така? Извидувам, јас сакам само да прашам, не разбрав. Учениците можат со телефон, пошто ова за природните науки како ќе треба. Значи, они имаат задача од отворен тип, ја решава, ја слика и како рековте, кај треба да ја зачува или може директно да ја закачи? Да ја аплодира? Може директно да ја така. Може директно да ја прикачи, но доколку многу. Да. Има опција, значи ова прашање доколку се наоѓа во тест. Но доколку е само како работна задача, тогаш може да се постави како претходно што го работевме примерот, кога поставувавме работна задача со цртежите. Така да вие можете да им поставите работна задача да ви од природни науки да ви фотографираат нешто и да ви испратат, но тоа да го направите како асајмент. Не, овде додека се прави писмена тест, например, даваш задача од отворен тип, решава, слика и овде аплодира. И прикачува и праќа. Тоа може да го направи. Така да ова опција ви е супер, одлична ви е ова опција за тоа. Така.
Значи, гледате дека на вас останува колку файлови изберете и лимитот на апплоад. Доколку е нешто поголемо, можете да им дозволите до 100 мегабайти и до 1 гигабайт, доколку е видео, например, и така натаму. Супер опцијата за таа намена. Така. Ќе пробаме ние да видиме кои други опции ни ги нуди. Идеме на Add New, кликаме на стрелката надолу и гледаме дека имаме уште една опција која што ние би ја користеле, а тоа е Section, односно можете прашањата да ги поделите на секции, односно ќе ги подели на посебни полиња. Сега ќе видиме како би било тоа. Кликаме на тоа и кликаме на Section. Ќе видиме дека помеѓу првите прашања и помеѓу вторите веќе се одделени со нова секција. Така да можете и тука да поставите некој наслов и некој објаснување, че да имате некоја друга секција. Добро, мислам дека ги прегледавме сите опции за креирање на прашања. Сега, што има интересно тука? Гледате дека до насловот автоматски ви ги впишува и поените, односно сите поени кои што се можни да ги освојат учениците. Веднаш ви ги пресметува колку можни поени може да освојат од овој тест. Значи веднаш ви се пресметани. Автоматски ви се снима документот, така да не можете да го изгубите. Гледаме дека пишува тука Saved. Значи автоматски секоја промена ја регистрира и се снима автоматски тестот, така да што и да ви се случи, како што објаснувавме претходниот пат, вие сте заштитени, така да и да се исклучи компјутерот и настануваат секакви технички проблемчиња, вие ќе го имате снимано, ќе имате снимано последната промена. Кои други опции ги нуди? Веќе сме го креирале тестот. Сакаме да видиме како изгледа од страната на учениците. Одиме горе на оваа лентичка белата, гледаме дека имаме повеќе опции. Првата опција која ќе кликнеме на Preview, можеме да видиме како изгледа од страната на учениците, значи од нивна страна. Кликаме на тоа и со листање надолу можеме да разгледаме како изгледа тестот од нивната страна. Исто така гледате горе две опции, а тоа е можете да разгледате како би изгледал на компјутер и како би изгледало на мобилен телефон, односно на уред мобилен. Еве гледаме на мобилен телефон и имате симулација како би изгледало на мобилен телефон тој тест. Чи можете еве гледате имате копче Next, каде што можете да одите во следната секција. Чи можете за полесно да си го направите на повеќе секции. И можете и вие да кликате во реално време да видите како би изгледало потполнувањето на тестот. Да си пишувате одговор, долго одговор, да ги поместувате овие. Еве гледате дека измешано ги дава подредувањата и вие можете самите да си ги промените. Исто така, овие споредбите можете да си ги разгледате да видите како ви изгледаат. Гледаме последното прашање што зборувавме сега за аплодирање на файлот. Гледаме дека има опција за upload файл. И доколку кликнеме ќе не одведе на нашиот компјутер, каде што можеме да избереме и да вратиме. Гледаме дека долу ги прикажува и кои се одобрени формати на документи, односно Word, Excel, PowerPoint, PDF, image, видео и аудио формати. Значи тие ќе ги дозволи сам формати. Така да нема да може да ви испратат нешто што би можело да ја компрометира апликацијата. Да се вратиме назад од прегледот, кликаме на копчето Back и ќе не врати пак по тестот. Значи сме го разгледале како изгледа. Сега
Доколку сакаме да уште да го дотераме, имаме опција Team, каде што можеме да додадеме некоја различна боја, различен колорит, шема на бои, за да можеме нели визуелно да си ги разпознаваме тестовите. Можеме да додадеме и некоја позадина. Гледаме дека можеме да избереме некој од нив, еве на пример хемија и така натаму. Можеме и да додадеме дали од нашиот компјутер или пак боја шема, така да ова е се произволно. После тоа имаме едно копче Share. Таа опција ќе ја објасним малку подоцна штом завршиме со него. Гледаме дека имаме пак 3 точки каде што можеме да избереме повеќе опции. Кога ќе кликнеме на тоа, ни се отвараат 3 полиња. Нам ни е важно првото, односно Settings. Кликаме на него и гледаме дека ќе им даде неколку опции, а тоа е опциите за тестот. Дали сакаме учениците веднаш да ги гледаат резултатите од тестот? Препорачено е да немаат опција веднаш да ги гледаат дали им се точни или неточни, бидејќи нели ќе им ставите некое време за да ги решават, доколку знаат кој е точниот одговор, тие може да го кажат на некој од другарчињата, така да не е препорачено да им се остави оваа опција. Веднаш исклучете ја пред да го зададете тестот. Значи сега не би знаеле тие дали одговорите им се точни или неточни, се додека вие не им дозволите. Одиме подолу и гледаме кој би можел да ја потполнува формата, односно овој тест. Можеме да обележиме секој што ќе го добие линкот да може да одговори, но препорачено е само луѓето кои што се во вашата организација, односно тие ученици на кои што ќе го зададете тој тест, само тие да имаат можност да го одговараат овој тест, односно да ја потполнуваат оваа форма. Ова би било добро за да го штиглирате, да го берете како опција доколку правите нешто, еве на пример некоја анкета јавна и сакате сите да можат да одговорат со линк. Значи тука не пипаме ништо. И тука имаме опции за одговарање. Ова по дефолт е наместено за да може автоматски да прима одговори. Можеме тука да наместиме почетно и крајно дато, но можеме и подосна во како за задолжението кога го правиме. Исто интересна опција 1, 2, 3, 4, 5 од горе во овие опции или трета од долу е Customize Thank You Message. Кога ќе кликнеме тука ќе ни се отвори едно поле каде што можеме да внесеме порака после успешно завршување на тестот. Овде би било интересно да еве на пример да им се заблагодариме на учениците за решавањето на тестот. Еве на пример тестот е успешно решен. Благодарим. Некоја интересна порака на крајот и останатите опции не се многу важни, значи оваа опција тука ни е важна за да не ги гледат резултатите пред да веднаш кога ќе одговорат. Кликаме пак на трите точки да се вратиме и ни остана уште една опција, а тоа е опцијата Share. Односно, кога ќе кликнеме на неја ќе ни се отворат повеќе опции и тоа. Како и претходно, таа опција за само луѓето во нашата организација да можат да одговараат. Овие опции што не интересираат долу, овие две опции, односно Share as Template и Share to Collaborate. Првата опција Share as Template, јас ви споменав во првиот час дека имате опција тестот да го споделите како дупликат со вашите колеги, односно доколку сте го изработиле тестот, сакате вашите колеги да го имаат истиот тест, да не менуваат ништо
или доколку сака да си менуваат, веќе останува за нив. Кога ќе кликнете на ова копче со плусчето, веќе ви е селектиран линкот, копирате, копи, и можете да го испратите во чат на некој колега и тој ќе си го има истиот тест. Може да си го менува, може да додава, да одзима, значи тој тест останува за нив како копија. Доколку пак кликнеме долу, можете да го споделите тестот за да можат некои од вашите соработници да помогнат во едитирање, во менаџирање на тестот. Значи може да променат, да соработуваат со вас, да додаваат прашања и така натаму. Значи некој од вашата организација, гледате дека дава повеќе опции, луѓето во нашата организација и луѓето кои што се надвор од нашата организација. Значи можете да изберете опција да испратите до некој колега со кој што сакате заедно да го едитирате, тој да промени нешто и така натаму, да соработувате. Тој ќе биде подложен на промени тест, че може вашиот колега било кое време да ви промени нешто. Така да можете и таа опција. Го копирате линкот и се враќате во Teams, можете да го споделите во четот на некој ваш колега, за да може и тој да соработува. Ние ќе го копираме како дупликат, па ќе пробаме на некој од вас ќе го испратам тестот, за да видите дали можете да го отворите како форма и да си го менувате. Еве, можам, например, во групниот чат да го испратам и да видите вие еден пример како е направен овој тест. Рековме, автоматски е сниман тестот и е спремен за да се сподели со учениците. Рековме, го отвара на посебна страница на вашиот браузер и доколку кликнете на Forms, може да се вратите кај на претходната страна кај сите тестови. Рековме каде што стиснавме New Quiz за да креираме нов тест. Гледаме дека веќе имаме еден направен тест пример и тука доколку имате повеќе би биле повеќе излистани. Доколку кликнете на ова поле, тука ќе ви се излистаат пак сите кои што се споделени со вас тестови од вашите колеги. Значи како што споменавме преска, сите што се споделени со вас како копија ќе се појават тука. Ќе исклучиме ова страна, значи веќе сме го креирале, нема да ни треба и се враќаме во Teams за да видиме дали веќе го имаме овој тест и можеме да го зададеме на учениците. Одиме во нашето одделение, кликаме на General, одиме на Assignments, кликаме да креираме, кликаме на Quiz, тоа се однесуваше на тестовите. Претходно ова страница беше празна, а сега гледаме дека имаме креиран тест. Имаме и некој случајно што сме кликнали, но нашиот креиран тест е веќе излистан тука и е спремен за да го споделиме со учениците. Доколку кликнеме на него и Next, ќе ни се отворат опциите како претходно кога креиравме assignment, односно задолжение. Чекаме ова плава линија тука која што се исполни до крај, сината линија да се исполни. Тоа е многу важно, зависи од интернетот. Мора да ја почекате ова линија да се исполни за да ви го вчита тестот. Бидејќи доколку не почекате, а кликнете на копчето Assign, тогаш би ја задале задачата без тестот. Значи, би го задале тестот, но би го немале тој документ. Тој документ не постои во фолдерите, но го има само тука во Assignment. Значи, така да нема да се грижите дали некој од учениците ќе го разгледа или ќе ви промени нешто. Го има само во Assignments. Гледате, се прикачува само тука во делот на задавање на тест. И ги имате истите примери како претходно, односно наслов на тестот се извинувам, можете да го минувате, можете да му додадете категорија, можете да му додадете инструкции. Ова си останува тука како документче, ги пишува поените кои што се можни. Можете да го зададете на повеќе одделенија
Истите значи опции како претходно што ги зборувавме за задолжението, за задачите, поставување. Можете да изберете ученици, доколку еве на пример овој тест ви е А група, другиот тест сакате да направите Б група, избирате само неколку ученици. Еве половина од одделението ќе си го изберете за да му зададете овој тест. И рековме да не заборавате дека доколку изберете повеќе одделенија одеднаш, тогаш нема да имате опција за избирање на ученици. Така е направен системот. И повторно избирате датум до кога да ви ги испратат тестовите. Доколку е тест, гледате да имаат, еве на пример, некое време, еве истиот датум 24, еве за 2 часа на пример ќе наместиме, или 15 минути, 40 минути, зависност од вас. Кликаме обавезно на Edit. Имаме опција веднаш да не го поставиме тестот, туку да закажеме време кога автоматски системот ќе ни го постави. Имаме последно краен датум, односно да наместите кога ми може до кога би можеле да го испратат тестот, и обавезно доколку се работи за тест, наместете close date, за да можете да го затворите тестот после тоа време. Значи веќе да не можат да ви испраќат тестови кога ќе помине времето за тестот. Овие се важни работи за да ги искалкулирате добро, бидејќи се работи за тест, така да најдобро е да наместите определено време и да не дозволувате после тоа време да ви ги испраќаат тестовите. И рековме истите опции discard, односно да се откажете од поставување, save, односно да го снимате во drafts, и assign, да го веднаш испратите до учениците. Ајде ние би го снимале во draft да видиме како би изгледало. Save. И сега би се покажал во drafts, односно во снимани незададени. Доколку кликнеме на него, гледаме дека можеме пак да го испратиме до учениците, и доколку кликнеме на assign, гледаме дека ни го поставува во assigned, односно испратени. И веднаш во нашата група, може ќе забележите, ни стигнува известување. Така ќе стигне кај сите ученици, ќе стигне во нивната група, одделението, ќе ви стигне во activity, ќе стигне во Teams. Значи нема шанси да не го забележат, толку е воочливо. Така да кога ќе кликнат на тоа, гледаме дека веднаш во нивното одделение е поставен тестот со објаснување и можат да отидат до тестот да го разгледаат. Колку имаме уште време? 9 часот. Дали би сакале да зирнете пример од ученичка страна на тестот? Да видите како би се решил. Може да пробаме едно примерче да видиме како изгледа од ученичката страна, кога би го решиле тестот. Еве гледаме тука дека ученикот добил известување и во главната група, и во activity, и во chat. Доколку отиде, еве на пример во activity, може да види што е ново во активностите и да отиде до решавање на тестот. Кој ќе кликне на тестот, ќе му се излиста тестот, документот со тестот, и може да кликне на него. Како и претходно рековме, има објаснување до кој датум, кое време и колку поени носи, и инструкции. Доколку кликне на него, ќе му се отвори ново поле, односно тестот како што го разгледувавме во превју, и може да го реши тестот. Еве на пример како се добива зелената боја, сина и жолта, ова нека биде точно, кои се
основни бои, например зелена, не мора да биде точно. Главен град во Франција, да речеме ученикот нема кирилична подршка, ќе напише Париз. Четвртото прашање, фотосинтеза, може да напише некој подолг одговор. Значи, некој подолг одговор тука. Подредете ги броевите по големина, ние ги подредиме. 100, 101, 102. Споредете ги именките со родот на кој одговараат. Маса женски, клупа, ајде ке сгрешиме. Машки, стол машки, човек машки, компјутер машки. И последното прашање би можеле да поставиме, рековме, файл, дали е тоа фотографија, PDF, видео, аудио, Excel, Word и така натаму. И ученикот би кликнал Next, рековме доколку имаме нова секција, ние сме додале тука, имаме уште прашање, може уште да одговори, доколку нема, оди на Submit и ни се појавува онаа порака која што претходно ја запишавме. Тестот е успешно решен, благодариме. Што би се случило, еве ќе го исклучи ученикот, доколку ученикот повторно сака да го отвори тестот. Доколку сака повторно да го отвори тестот, ќе видиме дека нема да му се дозволи. Веќе е испратен тестот и може да се решава само еднаш по една личност. Се враќаме на наставничката страна. Да. И можеме да го разгледаме тестот, да видиме дали некој од нашите ученици го решиле. Одиме во Assignments. Читаме дека 1 од 5 го предале завршен тестот. Ако кликнеме на него, па гледаме дека сите ученици ни се излистани тука, гледаме кој него уопште отворил тестот, кој го предал, кој ученик го предал тестот, дали имаме оценети 0, неоценети 5. И можеме да забележиме дека системот му дал 25 поени, но рековме дека имаме прашања кои што не можат автоматски да се да ги бодува, така да ќе влеземе во неговиот тест да го прегледаме. Ќе ни се отвори неговиот тест, ќе го пишува името и презимето на ученикот, за колку време го завршил и колку поени освоил. И има едно поленце за внесување на фидбек, односно повратна информација за целиот тест. Гледаме надолу, кој ќе разгледаме првото прашање, бидејќи со зелена боја го одговорил точно и автоматски пишал autograded, значи автоматски системот му пишал 5 поена за тоа прашање. Второто прашање гледаме дека има два одговори неточни, односно за црвена боја. Кои се точните одговори можни? Тој од сите три одговори одговорил само еден. И гледаме дека системот се обидел автоматски да го бодува, но не успел, пишал 0 поени. Ние од прилика за едно одговорено прашање би му дале 3 поени. Можеме рачно да си внесеме, можеме да му вратиме повратна информација за тоа прашање и така натаму. Одиме надолу. Гледаме дека ученикот за третото прашање понудил еден од нашите три можни одговори, односно Париз, и системот автоматски ги впишал поените. Гледаме четвртото прашање дека системот пишува не е автоматски бодувано. Значи, од можни 15 бодови, вие ќе одлучите според читање на текстот, бидејќи е текстуално прашање, ќе му дадете поенчиња. Ева, например, 10 одговорил за 10 поена.
Подредување на броевите по големина, гледам дека сите ги подредил поред и системот автоматски му дал 10 поена. Рековме дека тука, освен ако не е точно прашање, точни сите одговори, нема автоматски да му ги пресмета. И ние можеме пак да внесеме рачно. Еве, например, едно му е сгрешено, може 8 поена да дадеме за тоа прашање. И последното ќе предпоставиме дека ни испратил некој одговор во вид на файл и ќе го наградиме со 12 поена. Гледаме дека автоматски се снима тестот, нема потреба ние да кликаме. Автоматски се снимени и кога ќе се вратиме горе, гледаме дека системот автоматски му дал 58 поени од 74. Че ги пресметал поените кои што сега ги впишавме. Што е друго интересно доколку сме тука? Можете исто како претходно што објаснивме да листате повеќе ученици кои што доколку ги имаат вратено тестовите, моментално само еден ученик, но можете директно да си ги листате, да си ги прегледате и така да автоматски сите ќе ви се без да се враќате од една на друга страна ќе ви се оцените. Доколку сме завршиле со оценувањето, кликаме на Close и ќе не врати кај претходната листа. Гледаме дека ученикот, поради интернетот нема запишано поени, но ќе треба да ги има автоматски поените кои што се за него. Само да видиме. Добро. Вака. Се враќаме во листата, можеме да го одбереме ученикот и кога сме сигурни дека може да го вратиме тестот, нели рековме преска дека не е добра опцијата да ги вратиме тестовите веднаш до учениците, затоа и забрането автоматски да им ги испраќа резултатите, така да чекате кој ќе заврши тестот за сите ученици, тогаш ги селектирате и можете да ги вратите тестовите за да си ги прегледаат. Бидејќи може да се злоупотреби доколку им вратите предвременно тест, тие да го споделат со другите ученици и да препишуваат. Можеме да кликнеме Return, не враќа, ја враќа работната задача прегледана. Гледаме дека пишува тука Graded. Кога ќе кликнеме на тоа, автоматски ни дава поените кои што се освоени од него, од можните поени и статусот, односно дека е вратена до ученикот за да може да си ја разгледа, да види кај е сгрешил и така натаму. Добро, и ќе разгледаме една кратка опција, ќе ја образложиме подоцна, а тоа е Grades, односно оцени. Вие сите си имате бележник каде што си ги забележувате сите нивни активности, сите нивни сработени задачи, сите нивни тестови. Оваа опција е слична на тоа, само што се што ќе зададете на учениците преку assignments или преку тест, автоматски ќе ви ги пресметува тука. Ќе ви се прикаже една листа со сите ученици, можете да ги пребарувате доколку се многу. За секоја нивна задача, еве имавме цртежи, имавме тест, автоматски ќе им ги пресметува поените кои што им се освоени, дури можат и да се менуваат, доколку сметате дека треба да му додадете или одземете, и автоматски ќе си имате преглед за секој ученик, колку поени освоил, за која задача, дали носил материјал, еве за оваа задача, дали го решил тестот, колку поени изведе од тестот и така натаму. Значи ќе си имате на листа со сите сработени задачи и ќе можете многу лесно да си ги разгледувате за на крајот нели да си извлечете мислење за тој ученик или оцена. Слично нели како вашите тетрадки со забележување на поени. Тоа беше тоа за креирање на наставно ливче, односно наставно ливче слично се креира, само рековме без поени, за креирање на задолжение, работна задача и за
оцени, односно grades, каде би можеле да ги пронајдете grades. А самиот рековме, работна задача тест и grades ви се оцените, односно дневникот со поени за секоја сработена нивна активност. Дали е јасно до тука? Дали може да ми потврди некој од колегите? Да. Одлично. Снимано е, мислам, целото видео, освен еден краток дел од видеото, каде што некој од колегите случајно ја исклучи камерата, но мислам дека важните делови се снимани. Јас ќе пробам веднаш да ви ги испратам на вашиот администратор да ви ги сподели линковите штом ќе ги аплодирам видеата, така да ќе можете веднаш да си ги разгледате и да пробате. Благодариме. Да, доколку има некој прашање, може тука сум уште некоја минутка, слободно прашате. Ви благодариме. Благодарам на сите. Убава вечер. Па се гледаме и утре.